Прекршување на уставот и преседан невиден во 30 годишниот плурализам во Македонија. Власта не изгласан комисиски предлог за избор на уставни судии од Комисијата за избор и именувања. Си го прати на пленарна седница, што е недозволиво според уставот и собранискиот деловник. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски обвини дека вакво нешто досега не се случило, поради што е најави интерпелација за првиот човек на оваа комисија, пратеничката на СДСМ Марија Георгиевска, но и остави отворена можност да се бари кривична одговорност од нејза. Можам од денеска свечено да кажам дека оваа власт единствената работа која што остана до сега чиста, а тоа Уставниот суд успеа да го направи во процедурата неуставен. Расправата по третиот предлог не е завршена. Тоа значи дека точката целосно не е утврдена и се постапува недаловнички. Впрочем, вистина е дека на седницата на комисијата се гласа за секој предлог поединечно, меѓутоа конечните 3 предлози се гласаат заеднички во целина. Собранието треба да одлучува и за предлог законот на опозицијата за здружение и фондации поднесен од ВМРО ДПМН. Со него се предвидува да биде забрането отворење културни клубови именувани по спорни историски личности, но и со кои веќе отворените клубови би морале да се прилагодат кон новиот закон. Поддршка за овој предлог закон најави дека ќе даде владеачката СДСМ. Апсолутно го поддржуваме правото на слободно здружување, но исто така мора да застанеме во одбрана на вредностите на кои се темели нашата држава, тоа се антифашистичките вредности, така да секој предлог што е во таа насока ќе го поддржиме. Тоа значи да, поддршка. Денес се утврдува нели потребата од носење на такви законски измени, а ние се согласуваме дека има потреба од носење на такви законски измени. Пратеничката на ВМРО ДПМН Рашела Мизрахи се надева дека власта на вистина ќе остане на својот збор и ќе гласа за овој предлог закон. Се слуша по окуларите на собранието дека предлог законот за здружение и фондации, кој што беше доставен минатиот петок во 16:30 часот, ќе биде прифатен од Социјалдемократскиот сојуз, односно од пратениците на мнозинството. Сепак останува како декларативна изјава за која што не сме сигурни дали тоа така ќе се издействува на самиот крај. Собранието со 94 гласа за го изгласа по скратена постапка законот за финансиска помош на ранливите категории во време на енергетска криза. Со овој пакет мерки ќе бидат опфатени 180.000 граѓани.